Сурова е годишно прославување на Стара Нова година 14 јануари. Пречекувањето на новата година по јулијанскиот календар се наблюдува од преку 3000 луѓе секоја година, а во овој обичај учествуваат две групи на луѓе. Детската група минува низ селото во приквичерието на 13 јануари. Тие одат од куќа на куќа каде што се дарувани со бомбони, ореви и многу други работи. Потоа подосна во ноќта постарите луѓе ја започнуваат својата подготовка. Тие се собираат во некоја тивка куќа и се пресоблекуваат во друга облека. Има одредени улоги што постарите ги толкуваат на оваа случка секоја година. Невеста, младоженец, баба, дедо, поп, белаци, мечка, мечкар, мајмунка, мајмункар, данокчија и други. Некаде околу 5 часот наутро тие започнуваат да одат од куќа на куќа, каде им се даваат подароци од населението. Тие исто така церемонијално ги удираат момите по задникот со стап наречен суроваска, посебно направена гранка украсена со босилок и црвен конец. И со овој чин ја зголемуваат нивната можност да се омажат во годината што следува. Добре дојдовте во село Звегор, едно од селата во која традиционално се прославува Нова година, Сурова година. Ние обично викаме овдека Сурова, што значи Нова година. И затоа и првиот мој збор ќе биде Сурова, среќна Нова година на сите звегорци и на сите луѓе во светот. Суровата во Звегор се сваќа како еден празник, како Нова година, како е Шосие, значи на 14 јануари е по стариот календар, по јулијанскиот календар Нова година. Или како христијаните го празнуваат празникот Свети Василица. Меѓутоа тука повеќе се удара акцент на веселбата. Значи сите луѓе се веселат, кој како може. За овој ден на секој му е опростено да направи малку и некоја глупост, што се вели во другите денови што не може да ја направи, да Сурова може да се направи. За Сурова тие се маскираат во
традиционални маски, а и посовремени. Но ние тука повеќе сакаме тоа да биде на еден традиционален начин. И при тоа се користат и маски, а и реквизити. Еве, например, реквизити, тоа е боздоган. Значи, или топус, како се вика тоа. Тоа обично порано луѓето го правеле и оделе ночното време. Тоа е доставено било не само реквизит, туку и средство за одбрана. Бидејќи луѓето оделе и по 15 до 20 километри. Исто така друг реквизит кој се употребувал во тоа време, тоа е суровоскарката. Суровоскарка, значи суроваска, така. Наједноставно суроваска. Ете тоа ја носеле децата обично и момчињата. И таа се служила тука во тие процепите, се ставале пари. Значи се каже сурова и тука му се дава подарок на тој што честита сурова, значи на детето или на обично го носиле машки деца, а исто така било обичај и да ги дират девојките, момчињата да ги дират девојки да погазат. Да дрмне, така сега нема право, значи тоа е суроваска.
кумот должност е да ги организира луѓето што сака да одат на Сурова. Нема некој со сила да мора да дојде или некој да биде дојден, а да кажеме не можеш да идеш. Секој кој сака ја може да присуствува. Моја должност е не само ја баш оригинал кумот, него мојот син, пошто он сака да биде учесник и јас го заменувам, да организираме дорчок, место за престој, вечера, маски, што треба, спонзори, пошто јас сум доста време сум учесник на Сурвата и знам како иде, им давам совети каде да идат, што да работат, како да се понашаат. И тоа е едноставно совет за сите и за селаните од нашето село и за учестие на Сурва. Во нашата Сурва, така наречена, учествуваат само од нашето село. Значи, како што гледате, почитувани гледачи, сурваскарите одат буквално од куќа на куќа и тоа ќе трае се до вечерните часови, кога се организира и таа вечера што ја спомна кумот на годинашнава Звегорска Сурова. После целодневното одење од куќа на куќа и викање "Сурова нова година", тие се собираат на главниот пат. Тие ги пречекуваат посетителите и наблюдувачите со тоа што ги црнат по лицето со јаглен. Некаде околу 14 до 15 часот, невестата, чиј што идентитет внимателно се крие цел ден, се размаскирува заедно со другите учесници. Како што рековме, вообичаено е домаќините да послужуваат топла ракија и пача. Еве, токму сега имаме прилика тоа да го видите на дело. Ве поканувам да се послужите чашка ракија и да пробате од звегорската пача. Повелете. Три, 4, Сура! 3, 4, Сура! 3 месеца свадба се спрема, а невестата
Јовику ме пи на тебе. Тука за бебето. Многу нема. Све зла. Така е, учи. Така е. Традицијата продолжува. Доста му е. Нагази го. Ама 6 души, а? Нема 6 Не само, не 6 души. 6 души. Това беше ново. Добър ден, газда, за ново години. Нека ти е. Потоа суроваскарите се упатуваат кон селскиот дом каде што се служи вечера, а на неа може да присуствува оној кој што сака, каде што со песни и ора се пречекува новата година. На крајот на вечерата, учесниците пак се враќаат во куќата каде што претходно се подготвувале. Се подготвува храната од подароците кои ги добиле. И со ракијата соберена од целото село ја продолжуваат нивната слава до следното утро. Повелете, дојдете во село Звегор и до година да ја проследите Сурова во живо. Заборавете тој ден на секојдневните обврски, опуштете се и уживајте. Едноставно чувствувајте се како активен член на суроваскарската дружина. Суроваскарите традиционално остана да ги стеруваат злите духови до крајот на денот, а нашата екипа овде ќе ја заврши посетата на село Звегор. До следната година, сурова!